дискриминација, закон за родова еднаквост. Сите тие закони го третираат и го допираат семејното насилство, меѓутоа не е се во законите. Сега тука доаѓа наред она што сакам да го истакнам како камче во кондурата на институциите, во која што ние сме тука за да ги подсетиме дека не се така добро функционира. Најголемиот проблем кај жртвите на семејно насилство е што тие треба да го пријават во МВР. Одат го пријавуваат случајот, МВР има законска обврска во рок од 24 часа да излезе на местото да направи увид. 24 часа се многу за една жртва на семејно насилство. Каде ќе отиде во периодот од тие 24 часа? И каде ќе оди после направениот увид? Тоа е едниот проблем. Нашата сугестија да се интервенира во моментот кога е пријавено семејно насилство. Тоа е нешто што би го олеснило, да кажеме, пристапот на жени. Втора работа е недоволната доверба, да кажам, во институциите од причини што не многу често полициските службеници се доволно едуцирани, тоа не е нивна вина. Тоа е вина на нивните претпоставени на можеби на министерствата, кои што мора и треба да организираат постојани обуки за тие луѓе да бидат обучени, за да знаат кога ќе отидат на лице место, на увид, за да знаат да ја оценат ситуацијата и да знаат кога жената кажува па ништо не беше, еве само малку се згуравме, се збуткавме, а всушност позади тоа стои многу подлабока причина. Не се криви оние кои што не може да го препознаат семејното насилство затоа што не добиле доволно обуки и ова е една препорака од нас од младините организации дека првите контакти, оние лица кои што ги прават првите контакти, дали се центрите за социјални грижи или се МВР, да мора да бидат едуцирани за да постапуваат со овие луѓе. Знам дека центрите за социјални грижи имаат едуцирани кадри, меѓутоа тие се по професија, има и психолози, има и социолози, тие се оние кои што може да продуцираат проблемот, меѓутоа полициските службеници не секогаш се со образование кое што одговара за да може да го препознае семејното насилство. Насилниците не е тешко да се препознаат. Тие веруваат во митови на насилни односи. Уверени се дека ги застапуваат традиционалните ставови за машка супериорност и за машката улога во семејството. Ги обвинуваат другите за своето лошо однесување. Манифестираат сериозни стресни реакции, користење на алкохол, дополнително на насилство, често користење на сексуални чин како акт на насилство. Манифестираат слаба контрола над импулсите, експлозивни се и непредвидливи во реакциите и лесно се разбеснуваат. Најпрво, на жртвите на семејно насилство им е потребна поддршка за да се одлучат да пријават семејно насилство. Обично тоа се пријавува кога е дојдено нож до коска. Кога оставило последици и врз жртвите, и врз децата, кои што можеби се индиректни наблюдувачи на семејното насилство, меѓутоа тоа кај децата остава трајни последици. За да се отстранат после, потребно е долгорочно и макротрпно и сестрано третирање на овие проблеми. Мојата колешка пред 2 месеци од прилика имаше можност да учествува на едно студиско патување во Стокхолм, во Шведска, по иницијатива на фондацијата Квина Тил Квина, што ја спомнав преска. И меѓу другите студиски посети што ги направила, има посета и кај
државниот јавен обвинител на Стокхолм. Меѓу другото, станало збор и за семејното насилство и како е тоа кај нив, а како е кај нас, за да можеме да направиме некоја споредба. Констатациите на државниот јавен обвинител се дека истите проблеми што ги имаат жртвите кај нас, ги имаат и таму. Без разлика што ние Шведска ја сметаме за една од најнапредните држави, за една држава во која родовата еднаквост е на многу големо ниво, каде што дискриминацијата е речиси и ја нема, меѓутоа семејно насилство постои таму. Проблемите се исти. Пристапот, првиот начин, првиот контакт на жртвата со најчесто со полициските службеници е одлучувачко дали понатаму ќе се продолжи да се процесуира овој случај или жртвата ќе се предомисли. Кога се предомислува жртвата? Се предомислува кога ќе дојде во контакт со насилникот. Он ќе најде начин да ја приде, ќе најде начин да испрати пред другар поздрав, па ќе се представува он како жртва дека многу му е тешко, па е пијан бев, па не се сеќавам, па јас не сакав тоа да го направам, па јас тоа многу те сакам, тоа е од љубов. И жртвата се предомислува. И дури изјавите што ги издаваат во МВР ги повлекуваат. Единствено нешто што го прават во Шведска, а не се прави при нас, е она што го спомнав пред малку, а тоа е континуирана обука на полициските службеници кои што имаат контакти со жртвите. Континуираните обуки значат не дека они на следната обука ќе научат нешто ново, меѓутоа тие лица се менуваат и секоја година, ако не е променето лицето, мора да оди на таа обука, затоа што се јавуваат нови механизми, се јавуваат нови видови на насилство и така. Ако статистиките покажуваат дека на 100 жени 14 се трпеле семејно насилство. Ако ние тука имаме повеќе од 100 жени, треба да се погледнеме меѓу нас и да сватиме дека 14 жени тука се жени кои што трпеле семејно насилство. Подршка мора да се дава еден на друг, да ги охрабриме тие жени најпрво да си признаат самите на себе дека тоа е насилство, дека тоа не можат да го трпат и не треба да го трпат, и да ги охрабриме за да можат да го пријават и сето тоа да се процесуира. Ви благодарам. Слободно можете да се вклучите со ваши прашања, идеи, предлози. Ако има некој да постави прашање на нашите гости. Повеќе Даниела. Кои се механизмите кои што ви мислите за да ја заштитите жртвата од семејно насилство? Кога веќе ќе пријавил? Како ви давате подршка на таа жртва за да продолжи по тој пат да се спаси семејно? И дали функционираат тие шведски служби? И каде ги има? Значи, ние сме должни по пријава во рок од 24 часа да излезнеме на улиците. И порано. Шелтер центар имаме само најблиску во Кошани, а инаку сакаме да имаме шелтер центар во Делче, затоа што шелтер центар во Кошани е многу доведите. Да. Сега, значи имаме две ситуации. Едната е да ја тргнеме жртвата на семејното насилство, во овој случај жената со децата или сама, зависно од фамилијата, или го преку асистенција со МВР се отстранува насилникот од домот. Значи не е битно во овој случај чија е куќата, како што кажа Бети, дека мора да види на него, значи тука се одлучува во даден момент дали е подобро да се отстрани насилникот на одреден период или
жената со фамилијата, со децата. На нас приоритет ни е и жената, но многу повеќе децата или детето, кое што за да можеме, бидејќи ако го тргнеме детето, тоа може би нема да оди утре на училиште, ќе се јават други проблеми. Затоа се трудиме да го сместиме или кај роднини, или кај пријатели. Зборувам за кратко време, додека во услови, во наводници не се смири ситуација. Тоа обично трае ден, два, три, не повеќе не, бидејќи со самиот увид, а жртвата се одлучува дали ќе поднесе кривична пријава или не, бидејќи по закон они се исто домаќинство. Значи, ниту МВР, ниту ние можеме да ги гониме во наводници за семејно насилство. Туку тоа жртвата треба да го направи сама по собствени. Тука, како што кажуваме сите претходно, да игруваме на голем помощ. Ќе се направи записник, ќе си ги земе работите, денес имавме таков случај. Си ги зема работите, си оди дома, кај мајките и така. За ден два пак се да, јас го сакам. Или некој друг избор, или поради детето, или сме малку по-патриархално општество. Што ќе кажат комшиите, другарките, мајками, таткови, бидејќи ми си има многу пати случувам мајката и татковите на жртвата на семејното, на сами да тера, само си купираше, само си оди. Дома не се враќа. Тука настануваат најголемите проблеми, затоа ги пати патам да се пријави, да се одважите сите ви, а со тоа ќе ни улесните и на нас работа. Малку, ама тоа за нас значи многу.